Младите да бидат опфатени во клучните инвестиции на општинско ниво, бидејќи ние младите сме иднината на ова општество. Јас не можам во целост да се согласам дека општините во Република Северна Македонија инвестираат во младите. Јас можам да се сложам со тоа дека општините инвестираат во младите во Македонија, но сметам дека не вложуваат доволно. И самите општини се свесни дека младите се повеќе сакаат да бидат чуени, да имаат глас и да бидат носители на промени. Буџети, ребаланси, ваков проект, таков проект. Локалните власти ја сакаат девизата "Младите се нашата иднина". Но колку таа им е важна, кога треба да инвестираат во потребите на младите. Во Република Северна Македонија, системот на локална младинска работа е се уште на почетокот на својот развој. Истата, за жал, се уште не е дефинирана како една од клучните компоненти на процесот на воспитание, заштита и развој на младите и како таква нејзината примена во воспитно-образовниот систем и типот на младински активности кои се достапни за младите, например спорт, обуки, работилници, кампови, размени, воншколски активности, волонтерски активности. Во голема мера се потпира она што е обезбедено од страна на граѓанските организации. Јас не можам во целост да се согласам дека општините во Република Северна Македонија инвестираат во младите. Првично можеби постојат планирања или стратегии што се однесуваат за младите на локално ниво, но сепак мислам дека се уште не се водат според тие планирања и стратегии, што можеби целото инвестирање што го има некаде во некоја општина е неплански и некоординирано. И поради тоа мислам дека можеби немаме доем дека нешто се случува. Јас можам да се сложам со тоа дека општините инвестираат во младите во Македонија, но сметам дека не вложуваат доволно. За овој мој став најодговорно е моето училиште и невладините организации во кои што сум членувал. Тие ме насочиле кои активности ги нуди општината за мене како млад човек и како можам јас да се вклучам во истите. Јас можам да се согласам дека општините инвестираат во младите и бараат начини како да ја зголемат соработката со младите. И самите општини се свесни дека младите се повеќе сакаат да бидат чуени, да имаат глас и да бидат носители на промени. Сето ова вовлекува низ прашања од аспект на неискористеност на потенцијалот на младинската работа за поддршка и напредување на личниот, социјалниот и професионалниот развој на младите, па се до недостиг на контрола и осигурување на квалитет во нејзината моментална примена. Причините поради кои што јас сметам дека општините не инвестираат во младите целосно се повеќе, меѓу оние кои што ги спомнав претходно, би ги додал и тоа што не постои линк помеѓу општините и младите. Зборувам за одредени општини, претпоставам дека во некои општини има. Тоа значи дека се уште не се формирани тела со кои што општините ќе успеат да дознаат каде да ги насочат своите инвестиции, да сватат дека навистина потребите на младите и нивните желби и права се навистина значени за едно општество. Зборувам од лични искуства. Од секогаш ние стромичани сме имале огромна поддршка од општината за било каква младинска иницијатива. Во моментот, локалниот младински совет добива огромна консултативна помош од страна на општината и кабинетот на градоначалникот. Програма за поддршка и едукација на национално и локално ниво, креирање на можности за вклучување на младите во следење и спроведување на политиките и одлуките кои ги засегаат, промоција на младите како успешни предприемачи, промоција на концептот и примената на младинската работа преку кампањи, јавни настани, широка понуда на активности од младинска работа и позитивни примери од останатите земји. Приоритети во кои што јас сметам дека би требало да се инвестира би ги издвоил образованието, можеби повеќе неформалното и тука градење на се подобри вештини и квалификации кај луѓето, а последователно на тоа и на политиката за вработување.
Јас би ги предложил следниве 3 приоритети. Подобрување на образовниот процес, вклучување на младите во одлучувачките тела на општината преку младинските совети и формирање на младински центри во секоја општина кои што се пропишани според законот за млади. Мора како приоритет да се стави подобрување на квалитетот на животот. И тоа финансиски, културолошки и еколошки. Воедно затоа е и важно младите да бидат опфатени во клучните инвестиции на општинско ниво, бидејќи ние младите сме иднината на ово општество. Клучни предизвици во оваа област со која се соочуваат младите се поврзани со фактот дека младинската работа не е препознаена како клучна алатка за помагање на позитивниот личен и социјален развој на младите. Младинската работа не е формално регулирана, стандардизирана и интегрирана како дел од системот на воспитание, образование и заштита на младите. Истата не е подеднакво достапна за младите во различни региони од земјава. Според мене одговорот е едноставен. Младите се тие што ќе останат во општината, значи потенцијално ќе останат и поради тоа би требало да се инвестира за да останат и доколку тоа се успее, таа инвестиција би требало еднаш да се врати со тоа што младите во иднина би инвестирале во развојот на таа општина. Сметам дека е многу важно општината да инвестира во младите, затоа што така ќе видат дека има просперитет и ќе можат да останат во нашата земја. Затоа што сме свесни дека во претходните години, заради недостатокот од инвестиции за младите, многу од нив се одлучуваат да го продолжат својот живот во странство, каде што има многу подобри услови за младите луѓе. Државата и општините мора да бараат начин како да ги мотивираат младите да останат овде и да ја гледат својата иднина овде. За жал, голем дел од младите бараат начин како да ја напуштат својата земја. Поради тоа, мора како приоритет да се стави подобрување на квалитетот на животот. И тоа финансиски, културолошки и еколошки. Младите отворено зборуваат што недостасува, знаат што им треба и укажуваат. На потек се локалните власти.